Добро, еве денеска имаме прекрасен свечен чин во очи на празникот на градот Свети 15 Велиополски свештеномаченици, во присуство на раководните структури на општинската администрација, комуналните предпријатија на општина Струмица, пред се граѓани и од турска и од македонска националност, да пуштиме во употреба еден огромен проект. Дозволете да искористам прво приликата да уште еднаш се заблагодарам за трпението на граѓаните заради сиве овие години за изведбата на овој значаен капитален проект кој што останува трајно добро на генерациите кои што доаѓаат после нас. Навистина се работи за тежок терен и сиве овие години посветено под водство на Гранит, комуналното предпријатие Комуналец Струмица и сите подизведувачи кои што беа вградени во изведбата на овој капитален проект, навистина трпеливо, посветено успеа да го завршат овој проект кој што многу големо значење за граѓаните од горниот дел на градот и од долниот дел на градот. Со решавањето на овој ободен канал над градот Струмица се зафаќаат водите кои што представува огромен проблем на граѓаните и го чувствуваа и од овој горен дел, улицата Бетовенова, Бошко Буха, Славчо Стојменски, 5 ноември и сите други улици, но и улицата Младинска, Атанас Караман, Браќа Минкови и сите други улици во долниот дел на градот. Со ова решение во наредните десетици години, децении кои што доаѓаат пред нас, навистина граѓаните ќе имаат веќе поспокојна состојба, да не се плашат при секој пороен дош од нивното поплавување. Дозволете да дадам детали за самата инвестиција. Вкупниот проект е финансиран од буџетот на општина Струмица и е во вредност од 36 милиона и 500 илјади денари или 600 илјади евра. Се работи за ободен канал кој што решава дел од пороите над градот Струмица. Градот Струмица е опфатен со неколку поројни канали: Светилискиот порој, поројот Коритниче, поројот 1, 2, 3, 4 и 5. Светилискиот порој се слива преку одводот кој што постои на на западната страна на градот Струмица и оди во река Водоча. Поројот Коритниче, поројот 1 и 2 се сливаат во Крушевска република и сега со изведбата на зафаќањето на водите од поројот 3, ова е Бошко Буха, поројот 4 и поројот 5 се зафаќаат останатите води кои што правеа проблем над градот Струмица. Со изведбата на целиот овој канал започневме со изливната градба која што се наоѓа на реката Тракајна, каде што истекуваат сите овие води, преку Адин градба, директно улицата Ѓорги Упчев, Епименонда Попандонов, улицата Бетовенова, Бошко Буха е целата траса, поголема од 2 километри. Изградени се брани на трите порои, 3, 4 и 5, и со тоа е целокупно заокружена инвестицијата на поројот. Ги видовте каналите, дел се бетонско армирана конструкција, одредениот дел се фи-цевки од 1500 милиметри, кое што истовремено значи огромен опфат на количини кои што се димензионирани за 20 годишни води. Со тоа, навистина решаваме едно крупно прашање, со негово трајно решавање, кое што навистина задираше или допираше до интересот на граѓаните, некаде околу 30% жители на градот Струмица. Паралелно со изведбата на целиот овој проект, на улицата Бетовенова, на улицата Бошко Буха е изградена фекална канализација, изградена атмосферска канализација, пуштени се нови водоводни цевки, направени се приклучоци на некаде околу 200 семејства во целиот тој дел, санирани се тротоарите, урбано се уредени и деловите како што е ова каче на која што ја даваме изјавата, одредени парковски површини, хортикултурно уредување, канделабри, за да можеме ова субстандардно живење кое што беше во турското мало во градот Струмица да го оплемениме и да го направиме поприродно, поедноставно, поспокојно и поубаво место за живење на граѓаните од турска националност. Продолжуваме секако понатаму и со инвестициите. Согласно првите поројни дождови ќе ги оцениме и првите ефекти од изведбата на овој огромен проект, кој што истовремено ќе ни даде дали треба уште на одредени места пред се во долниот дел на градот да имаме дополнителни интервенции. Генерално турското мало е урбано уредено во градот Струмица. Веќе од понеделник почнува фекалната канализација кон турските гробишта. Се надеваме дека декември, јануари ќе го цементираме и целиот тој пат на ова улица и остануваат сокачиња кои што остануваат трајна динамика на урбаното уредување на општина Струмица. Во тоа име, во пресрет на големиот празник,
штетениците на градот Струмица, Свети 15 Вириополски свештеномаченици, на граѓаните на општина Струмица им посакувам со здравје и со многу години и децении пред нас да го користат овој капитален проект кој што е изграден од средства на граѓаните на општина Струмица.